Со доктор Наталија Јорданова Траевски од Центарот за естетика Алтер Его разговараме на тема лифтинг на стомак. Така, докторка Наталија, ние зборувавме претходно за обликување, моделирање на телото после процесот на слабење и ова е еден дел, па можем да кажем можеби еден од најважните или најмачните. Лифтинг на тело. Што всушност подразбира? Значи, откако сме дошли до редукција на килограми преку процесот на слабење, преку некоја диета, и сме го измоделирале самото тело, значи многу е важно да се истретира самата опуштена кожа. Спомнавме во една од претходните емисии за моделирање и за слабење на тело. За самиот лифтинг на стомак обично е проблем што ми ја мачи апсолутно секоја жена, посебно во летен период кога одиме по одмор и се собликуваме по костеми за капење, бидејќи навистина се гледа, не изгледа удобно, самата жена го намалува своето расположение и едноставно не се чувствува добро во својата кожа. Проблематика која што ја мачи секоја женска популација која што веќе ослабела, и исто така после бременост доста изразен проблем, бидејќи знаеме за време на самата бременост кожата на стомакот најмногу страда, се опушта, пукат колагенските и еластичните влакна и нормално доаѓа до појава и на стри, на опуштеност на самата кожа после процесот на раѓање. Така да треба да се обрне внимание, бидејќи е проблем на вистина кој што ја мачи женската популација. Така, што подразбира самиот третман, да речеме, или комбинација од третман или методот, што е всушност, како изгледа лифтинг на стомак? Алтернатива на хируршкиот лифтинг на стомак се комбинација на 3 медицинско-естетски третмани. Самата ригја опуштен стомак се третира на прво место со радиофреквентен лифтинг. Тоа е една метода која што има извонредни резултати и навистина го затега опуштениот стомак. Се прави комбинација од 3 терапии, се почнува кои што се работат паралелно. Значи прво се почнува со радиоендодермална терапија, тоа е така наречена вакуумска терапија, која што го забогатува протокот на природни нутритенти во самата кожа, ја зголемува циркулацијата на третираната регија и го подобрува екстрацелуларниот матрикс, со што овозможува продукција на нов колаген, еластин и фибробласти, многу важно за да дојде до тој лифтинг ефект. Веднаш после радиодермалната терапија се продолжува со радиофреквентен лифтинг. Тоа е еден третман кој што генерира радиобранови. Од самата топлина доаѓа загревање на самата кожа до 42 степени, благодарение на таа хипертермија се продуцираат во кожата колаген и еластин, многу важно за да дојде до лифтинзирање на абдоменот. И на крај се завршува со криотерапија. Тоа е една метода која што контраст од самиот радиофреквентен лифтинг која што загрева. Самата криотерапија прави хипотермија, тоа се лади кожата до 0 степени Целзиусови и на тој начин доаѓа до активирање на метаболизмот и соединување на еластичните влакна. Сите овие комбинација од 3 третмани се прават паралелно, тоест наеднаш, со тоа што кога се работи за нормална серија се работат еднашка неделно, а кога се работи за инвазивна серија слободно може да се работат 2 пати до 3 пати неделно, бидејќи нема контраиндикација. Така, рековте во комбинација, меѓутоа дали во комбинација за секој проблем или тоа е индивидуално, дали ќе се користат сите третмани или без разлика секогаш се користат? Не, кога станува збор за лифтинг на абдомен, значи бидејќи кожата на стомакот бара по-така специјални третирања, овие 3 комбинации од третмани се вршат паралелно, бидејќи така е најдобар ефектот. Ако се прави една по една, ефектот ќе е половичен и едноставно нема да го добиеме постигуваниот резултат. Така, рековте нема контраиндикации и несакани ефекти, меѓутоа дали може подеднакво кај сите да се изведува овој третман и дали се изведува веднаш по завршувањето на овој третман? Слабење? Да, значи најпрактично е веднаш по слабењето и по моделирањето на телото, веќе да дојде до лифтинзирање. И нема значи граници, кај секој што има опуштена кожа апсолутно може да се направи, со тоа што контраиндикација нормално е бременост, байпас и тромбофлебит, бидејќи радиофреквентниот лифтинг генерира топлина на 42 степена, така да топлината смета на тромбофлебитот и тоа е контраиндикација. Така, и верувам важно е да се знае дека всушност лифтингот е неизоставен дел од оној
цел процес заеднички за да се добие на крајот. Апсолутно, значи тоа е како резултат на финиширање лифтинг. веќе, да, апсолутно на процесот на слабење, моделирање и лифтинзирање. Така, ви благодарам, доктор. Благодарам и вам.